Управата за хидрометеоролошки работи најавува обилни дождови во одредени делови од државата кои ќе започнат од денеска попладне, а ќе ги има утре преку целиот ден. Денеска под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса во попладневните часови, како и во текот на ноќта, времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со локален пореен дожд и грмежи. Овие врнежи најпрвин ќе започнат во западните делови од земјата, а во вечерните часови ќе се прошират и во останатите подручја. Наместо очекуваме и поинтензивни процеси во форма на невреме, со пообилен пореен дожд, засилен ветер, како изолирана појава на град. Ова воопшто не е добра вест за лозарите, бидејќи шеќерот ќе се разводни. Со обилните дождови може да се случи допукање на тоа грозје, кое што до сега имало доволно и влага и шеќерни единици, а воедно и намалување на шеќерните единици, односно продолжување на периодот за берба. А тоа може да предизвика, ако се одолговлече, за да не постигне доволно шеќерни единици, може да случи повторно да дојде до пукање на зрнцето и да се направат штети. Колкав период е потребен за изгубениот шеќер повторно да се надополни? При доволно влага во почвата и при доволно сончева енергија, топли денови, би требало некаде околу 2 дена за една шеќерна единица. Во случај дождовите да продолжат, за лозарите е уште поголем проблем. Може да се случи допукање на зрнцата и да се направи огромна штета на лозовиот насад. За среќа, метеоролошките предвидувања за лозарите се позитивни. Понеделник ќе превладува претежно стабилно и потопло време, освен во среда која ќе има изолирана појава на нестабилност со локален дожд и грмежи, меѓутоа главно следната седмица ќе биде со претежно стабилно време.